Здраво, здраво! Ова видео е видео за вас, драги мои девици. И се она што ќе биде кажано и ќе го чуете во ова видео ќе се однесува за месец април 2022. Значи, пред да започнеме со пораките, да не заборавите, претплатете се на каналот, стиснете на копчето subscribe, потоа на звончето и ќе се добивате известувања. Значи, со тоа што ќе се претплатите, вие во никој случај никаде ништо нема да треба да платите. Апсолутно никаде, никој ништо нема да ви наплати, но ќе придонесете единствено со тоа што ќе помогнете каналот да расте, да се проширува, ќе споделуваме, ќе лајкуваме, ќе коментираме и така натаму, да не должиме да преминеме на пораките. Драги мои девици, што има за вас овој месец? Па, неколку се сценарија да ги опфатиме сите, се надева. Еве вака, значи еден дел од вас ќе дојдете вие до некаква информација која ќе ги расчисти апсолутно сите сомнежи. Значи, се што ви е нејасно, ќе ви го расчисти. Таа информација, таа вистина, вас ќе ве направи многу среќни. Вие досега сте биле како во некаква магла за некоја работа. Вие знаете за кога се генерални пораки, јас ја споменувам само енергијата што ќе ве обкружува период, на кој поле, во кој дел од вашиот живот ќе се однесува, вие ќе си го препознаете. И сега, да се навратам, значи, информацијата што доаѓа до вас, вас ќе ви ги отвори очите, ќе ви ги расчисти сомнежите, ќе ве извади од некаква состојба на незнаење до сега во која сте биле. И морам да споменам дека тоа ќе биде дури како шок ќе го доживеете. За некој од вас и ќе биде шок, вие не сте ни сонувале дека такви биле работите и така стојат. Вие ќе дојдете до вистината. Друг дел од вас доаѓате до вистината преку може би легално нешто, може би е спор, може би е само ситуација во која правдината излегува на виделина. Јас имам чувство дека вие сте тие кои ќе ја спроведат правдината на некој начин. Може би и вие, некој од вас и сте во тоа поле, па вие сте во ситуација да носите одлуки што е правилно, што не. Меѓутоа, за тие што не сте, вие вако може да забележите овде, ова е едно труло овошје. И вие сте го носеле предолго. Вие нешто носите, некој товар во душата, некаква тајна, нешто што ви ја труе душата. И тоа почнало полека да си го земаат данокот, значи почнало да губите дел од себе. Вие губите дел од себе, не физички, меѓутоа чувствувате чувствувате таа неправдава како ве разјадува однатре. И сега веќе работите ќе се сменат, тркалото се врти и вие ќе донесете одлука дека ова ќе биде, овде е крајот. Вие ќе покажете што се случувало во позадина и вие ќе им покажете на сите како стојат работите. Вие може би сте го криеле се тоа заради доброто на некој друг. И токму поради тоа, кога ќе го кажете нешто, кога ќе одлучите да откриете за што станува збор, може би ќе се чувствувате и повредени, затоа што ќе имате чувство дека некого изневерувате. Ова нема да ве држи долго ова чувство, затоа што сепак на крајот на криштата, она што е потребно, а тоа е да
да работите да бидат праведни. Затоа што се додека работите не се кажани какви се, а не се честни, тоа вас ќе ве разјадува однатре. Значи, рековме за некој од вас и тоа, вие ќе донесете одлука, ќе ставите крај на нешто и за некој овде тоа ќе биде шок, тоа ќе биде значи, тоа ќе биде нешто ерупција, ќе го доживеат како земјотрес, како не очекуваат другите луѓе да чујат од вас дека всушност таква била работата, без разлика за што станува збор. Меѓутоа, доста вие предолго криевте, предолго чувавте нешто во себе, предолго. Тоа веќе си го зема данокот и овде е крајот. Значи, април месец вие ќе донесете на виделина некаква вистина. Дел од вас кажавме ќе дојдете до некаква информација која ќе ви ги отвори очите. Значи, како и да е, во која и да е ситуација. После тоа, откако ќе се случи ова што ќе се случи, после тоа вас, дали некој или едноставно животот, едноставно околностите ќе ве наградат. Ќе ве наградат за прво за тоа што толку долго го поднесувавте ова, второ за тоа што вие сте праведни, вие донесовте одлична одлука и ќе бидете повикани да си ја примите наградата. Можеби за некои буквално се однесува дека некаква награда ќе си примите, некаква пофалба, некаква благодарност. За дел од вас вие само ќе го добиете она што го заслужувате, а сега после тоа вие заслужувате само радост, успех и среќа, нормално. За други, за дел од вас, има една работа овде. Сега како ќе се одвива, вие ќе си видите, меѓутоа, можеби некој во вашиот живот се обидува заедно со вас да направи нешто. И сега, можеби некој нешто вам ви нуди. И дали ќе биде нешто да купите, нешто да продадете, нешто без разлика, не знам, нешто такво е, но вие мора во овој случај да бидете многу предпазливи во врска со условите на кои се согласувате. Затоа што овде постои опасност дека ќе бидете вовлечени во некоја матна работа, можеби за некој ова ќе биде некоја работа која премногу ќе ви донесе проблеми. Значи, вие ќе очекувате и ќе бидете убедени дека нешто ве сосем продуктивно, убаво, ќе ви донесе успех, меѓутоа, нажалост, тоа ќе ви донесе вас премногу проблеми. Ако се работи за некаква добивка која ќе ја очекувате после тоа, треба да знаете дека распределбата нема да биде правилна, вие ќе добиете само трошки од сето ова, ако воопште и добиете, зашто може да останете и без ништо. Затоа што овде јас гледам на вистина нечестна енергија. Може да бидете вовлечени во некакви проблеми од кои не верувам дека ќе се излечете така лесно. Значи, многу да внимавате на условите на кои се согласувате кога станува збор околу некакви сделки или околу некакви активности со некои луѓе кои како ќе ги препознаете, па некои ќе ги препознаете по нивната енергија, нивната лоша енергија, а некои ќе ги препознаете по тоа што можеби ќе биде јарец, некои ќе ги препознаете по нивната тврдоглавост. Овие луѓе се многу тврдоглави, многу се, како да ви кажам, старомодни во размислувањето. Ете тоа нека ве води, по тоа ќе ги препознаете. Друг дел од вас
еден друг дел од вас. Добро, во љубовта, тие што очекувате некаква информација се околу љубовта, само да ви кажам дека ако е нешто ново, тогаш доаѓа кон вас некаква нова понуда. Значи, дефинитивно доаѓа, ова вие ќе го чуете, ќе го видите, ќе го доживеете, ќе го почувствувате. Ова не се само мисли или некој планира нешто да направи, туку ќе го направи, ќе дојде со вас, кон вас оваква понуда. Енергијата ќе биде енергија на огнени знаци, значи може би стрелец, може би овен, може би лав, може би само некој кој е така привлечен, харизматичен и тоа вас многу ќе ве исполни. Ова ќе ве исполни, ова е убаво. И сега за еден мал дел од вас јас имам чувство дека вие ќе сакате да покажете пред светот, или пак тој ќе сака да покаже пред светот дека ве има вас, дека ве добил, или пак дека ако вие веќе сте во врска со ваков човек, тој сака да покаже пред светот, да се покаже на некој начин, да се пофали со вас. Не знам зашто ете за многу мал дел од вас, може би, и за тоа станува збор. Меѓутоа, за тие што е ова нешто ново, што доаѓа кон вас, знаете дека е многу убаво, многу ќе ви го стопли срцето период. Друго што гледаме дека некој друг па во вашиот живот не може во некаква компетенција, во некаков надпреваре во нешто. Може би некој па се надпреварува со вас, а вие немате представа дека тоа се случува, може би потегнат од љубомора, од бес, од злоба, неубави емоции. И тој се надпреварува со вас, вие немате представа тоа што прави, меѓутоа периодов тагува за што не му успева нештово. Едноставно не може да се избори и да ве достигне во ранг, да ве достигне на некој начин да ве достигне, едноставно не му успева. Штом веќе не знаете што ви е и гајле, нели? Ајде сега за крај, немаме веќе време, мораме да го завршиме и последниот дел. Замислете се желба или само прашање на кој сакате одговор. Јас, односно картите, ќе ви одговорам. Јас се извинувам, батеријата ми се исклучи, ќе почнеме од почеток. Хајде да видиме што е одговорот за вас. Значи, кој е одговорот за вас, драги мои? Еве вака, значи, одговорот за вас е овој. Одговорот е дека не е се уште дојден крајот и дека се уште не е завршено се и подготвено за да дојдете до финалниот резултат или до успехот или до победата или до решението. Значи не е дојден крајот. Вие мора уште нешто да завршите овде. Ако е со да и не, тогаш мислам дека не. Барем се уште за сега не. Драги мои девици, тоа е најмногу што можам да ви кажам овој пат. И до следното наше видео. Се надевам, оставам во добри мисли, во добро здравје и се слушаме. Чао, чао!